Колку кардиолошки болести има во државава? Колку годишно македонци заболуваат и умираат од кардиолошки болести? Дали има процедури кои што лекуваат, кои што се интервентни, меѓутоа не се оперативни? Утрово во емисијата Слободен печат гостин еминентен кардиолог од Мариборската клиника, кој што се приклучува на нашиот тим кардиолози од Аџибадем Систина. Доктор Игор Балевски, добро утро. Добро утро. Специјално гостин во емисијата на Слободен печат. Најавив дел од темите на кои што ќе зборуваме. Меѓутоа, еве од прво лице еднина, зошто доктор Игор Балевски, која е целта што се врати во Македонија. Станува збор за високо обучен експерт за изведување на комплексни интервенции, како што се тави процедури, и интервенции кои што се однесуваат на аортна стеноза. Ајде најпрво за приклучувањето на тимот на Аџибадем Систина. Што добива Аџибадем Систина со Игор Балевски и потоа за аортната стеноза? Целта на моето доаѓање и активирање во Аџибадем Систина е заедно со колегите што работат на одделението за кардиологија да направиме еден добар, мокен, јак, стручен кардиолошки тим, да ги покриваме сите делови од кардиологијата, бидејќи модернава кардиологија е многу широка, многу не е како порано, сега доста се расшири и да се покриваат сите процедури, да се направи еден добар тим, да се направи една добра карика со нашите колеги од кардиохирургија, со превенција, со рехабилитација, со сите делови да исполниме, да направиме еден добар, напреден Европски центар за срце, каде што ќе можат пациентите да дојдат и да ги решат сите проблеми со срце, од наједноставни до најкомплексни. Кога сме веќе кај пациентите, спомнав во најавата од она што го имаме како статистика, дека каде е Македонија по кардиолошки болести, колку од нив фатално завршуваат, колку може од тие кои што фатално завршуваат да имаат среќен крај, односно да се оперираат. И повторно ќе ја се навратам на аортната стеноза. Вие сте експерт на во таа област, односно оперирате аномалии кои што се кај аортната стеноза. Само за аортна стеноза е болест кај постари луѓе. Околу, да речем, околу 8 до 10% на стари луѓе имаат таа болест. Отколку пациентот постане симптоматски, смртноста нагло станува висока, негде 30 до 60% на година, практично за 5 години скоро 100% умираат. Ако се направи процедурата, дали тоа е хируршка замена или ова што јас го правам без операција да се стави залисток, преживувањето е практично исто како здрав човек. Практично е многу корисно лекувањето кај аортна стеноза. Имат болести кај што лекувањето го продолжуваат животот, го продолжуваат и подобруваат и квалитетот. Меѓутоа, овој тип на болест драстично го продолжува преживувањето и квалитетот на живот. Иначе, општо ако гледаме кардиоваскуларни се најчести причини на смрт. Од сиве болести преку 60% се кардиоваскуларни. Најчеста причина за нагла срцева смрт исто се кардиоваскуларните болести. Тоа е големо подрачје. Аортна стеноза е дел од тие структурни мани што ги викаме и воглавно кај стари луѓе и воглавно е врзана со. Може ли малку попластично да објасниме? Аортната стеноза е главна артерија која што го снабдува срцето со крв. Таа има еден залисток. Ќе ви објаснам. Значи срцево е релативно едноставен орган, околу 306 грами, колку ракава е голема. Три дела има. Тоа се залистоци, мускул и крвни садови што го хранат срцево. Од залистоци се 4, ама 2 најмногу болвет. На левово срце, на левава страна. Едниот воглавном пропушта, тоа е митрална регургитација, а другиот, аортниот, е воглавном стеснен. И тоа е најчесто. И е кај стари луѓе. Значи, кај стари луѓе, значи, тоа е над 70 години. Имат и кај млади, меѓутоа е по-друга патологијата. Болеста полека напредвид. Напредвид многу полека, меѓутоа се дели на благ, среден и тежок степен. Кога ќе стигне дека е тежок степен и да речам то стеноза кога е под 1 сантиметар квадратен, кога ќе се појават симптоми, залистокот мора да се поправи или да се мени хируршки, класично со усечење, или ова јас што сум способен да го направам.
се имат плюс и едното и другото. Значи, воглавно во развиен свет, обично 60% е преку нога, да речем, преку артеријата се, 40% одат на операција. Помладите обично одат за операции, затоа што е малку по-друга причина. Над 75 години, обично одат на ова процедура ТАВИ, да речем. Во Америка е 65 години, во Европски е обично 75 години. Така да имат и операцијата свој плюс и минус, и нашата процедура плюс и минус. Затоа имат хард тим, од искусен кардиохирург, интервентен кардиолог и кардиолог, и се прави детална процена. Значи, тоа не е едноставна проценката. Значи, тука е клучот. Значи, од проценката на докторите практично зависи дали ќе имаме операција класична или ќе за таа ТАВИ процедура. Да. Кога ја спомнавте веќе ТАВИ процедурата, може ли да ни кажете зашто конкретно станува збор? Таа е неоперативна. Таа е во 93-4% процедура што може да се изврши преку артеријата на нога. Во другите постови ја вршиме преку артерија на високо на раката, може и преку вратот, може и директно во ортата да се боцне. Значи, сум ги направил од сите позиции. Воглавно преку нога. И пациентот не е заспиан, комуникативен е. Процедурата е релативно едноставна. Значи, за еден поискусен интервентен кардиолог може да ја заврши за сат и пол без никаков проблем. Значи, ако ви кажам дека во центарот кај што работам, ние правиме 200 на година. Имам направено преку 500 и по 4 на ден некојаш правиме, сакам да ви кажам дека е релативно едноставна. За 3 до 5 сати пациентиве ги станвиме и наредниот ден воглавно си оде дома. Така. Нормално, процедурата е инвазивна. Значи, носити ризик, некојаш не оди све кај што треба. Воглавно се то тешко болни пациенти. Так. И воглавно поздравиве пациенти во наводници ги земаат кардиохирурзи што имаат и своја предност апсолутно. И апсолутно потпирам кардиохируршки дел тука да е апсолутно присутен за да има своја предност. Меѓутоа, овие потешки пациенти, порано ние почвевме на пациенти што се иноперабилни, што имаат смртност, веројатност да умре на операција преку 25%, ги решававме перкутано. Так. Меѓутоа сега тоа толку напредна и толку голем број нагло порасна, поготово во развиениот свет, ние сме можност дозволено ни е по студии да ги направиме сите пациенти. Значи со мал ризик, со среден ризик, со висок ризик. Так. И четврта група, овие што се не може да се оперира. Значи, толку се расшири подрачјето што порано беше пациенти што имаат тешка стеноза со симптоми, сега дојде пациенти што имаат тешка стеноза без симптоми. И тие треба да се решат проблемите. Затоа што процедурата толку е релативно едноставна, во наводници, како ви кажам, дури и пред време да ја направиш малу не е грешка. Можеме ли, докторе, да споредиме промената на залистокот на аортата со стентирање практично кај срцето? Слично ли е тоа, еве да му го доближиме на народов, што значи оваа нова ТАВИ процедура која што се прави сега во Аџибадем Систин? Процедурата е, ќе речам, релативно едноставна. Од преку ногата, преку артеријата се влегуваат во срцето, бидејќи таа артерија, тој залисток е практично неколку сантими надвор од срцето. Се поминува низ него, се поминуват со залистокот, малу едно 15 секунди ќе го застаниме срцево и дали со балон или се отворат самиот, го поставуваме залистокот на таа позиција. Немаат отворење класично на граден кош, пациентот е свесен, комуникативен, разговара цело време. Воглавно е процедурата со многу мал процент на ризик. Мал процент од нив може да добие песмекер, негде 4 до 8, по некои студии до 20%. И за разлика од хирургијава е класична со операција, таа е па помал процент на песмекер, малку поголем процент имет на мозочен удар. Така да не сакам да испани дека ова процедура е главната процедура. Така, што треба да се направи. Во нормални држави развиени, обично оди 60%, 40%. Пример во Словенија по број на залистоци е втора во Европа. 2019 во Америка 50% беа класична хирургија, класична операција. Си имат плюс и едната процедура, си имат и плюс другата процедура. Ако добро се одлучат,
пациентот имат голема корист и од едната и од другата. Затоа што сега и кардиохируршки операции напредвен, ме разбирате, со помал рез ги прават, Так. подобри за листоци стават. Операцијата класична трај исто искусен оператер, лесна операцијата. Не е таа во срцето, таа е практично неколку сантими над срцето. Кога ќе го отвори прсниот градите, одма ја гледаат. Така да не сакам да грешно да ме разбере дека ова процедура е главна. Си има свој плюс си имат хирургијата свој плюс. И ако добро се одлучи пациентов, трајно го излеквиме. Так. Трајно. Смешно ја кажам, ако мускулот му е добар, а воглавно е со добар мускул, и крвните садови ако му се добри, кога ќе го замениме за листоков, практично тој од срце немој да умри веќе. Так. Ме разбират и долго живеат. Немат потреба некои терапии, некои лекувања посебно. Значи постоперативно не се примаат лекови. Ништо. Так. Аспирин. Ништо, буквално Добро, ништо. аспирин веќе е препорачлив и на 40 години. Не, грешка е тоа. Аспирин не се препорачува на 40 години. А зошто тогаш нашиве доктори, малте сите кардиолози препорачуваат? Не, аспирин, видите, аспирин имат плюс и минус, мислам тоа е најстар лек, да речем лек на векот е прогласен, делуваат на повеќе нивои, агрегација на тромбоцити, на воспаление, на температура, на болка. Тоа имат корист. Ако вкупниот ризик дека со пациентов на коронарни артерии ќе се десите поголем од 15%. Значи пациент ако нема ризик дека ќе се деси нешто во наредните години, е глупост да го земат. Дури е штета, 1% може да закрве, 2 до 5% може да имат големи крварења. Значи не е тој лек како и секој лек безазлен. Значи секојаш леков што ќе земат пациентов мора да знае докторот корист и штета. Так. Таму кај што имат корист, апсолутно се дава. Да речеме кај шеќераши, кај коронарни болни, докажана каротидна болест, Так. вкупен ризик поќе од 15%, стентирање, кај залисток исто, ме разбирате. Иначе обичен здрав пациент на 40 години не треба да го земат тоа никако. Добро, кај нас постои некакво Не, грешка е тоа. Не. Бидејќи имам интервјуа со многу ваши колеги кардиолози, па мислам дека некако веројатно и народов и може и само иницијативно да го зема. Добро, да го оставиме аспиринот на страна околу моментот кога треба пациентот да се јави на лекар. Има ли некакви симптоми ародната? Имат. Да. Обично два главни симптоми се за сите заболувања на срце. Тоа е глад за воздух или диспнеја што се вика стручно и болка во гради. Так. Болка во гради обично пациентов точно вака кажуваат. Имат и други симптоми. Меѓутоа, да речам, за сите кардиолошки болести воглавно со овие два симптоми. Речи не можам додам пој ќе ме гуши или ќе се качам по скали, ме боли во гради. За аорта стеноза покрај овие два симптоми имат и еден друг симптом што е исто важен, тоа е губење на свест, синкопа. Така да кога ќе испоиме се три симптоми. Так. Болки во гради, синкопа и знаци на рева срцева слабост. Тие се диспнеја, ортопнеја, значи глад за воздух навечер, кога ќе се испред пациентов полесно диши. Кога ќе се јават тие симптоми, значи неверојатно е лошо преживување. Ако имат срцева слабост, пациентов 100% умират за 2 години, ако имат болки во гради за 3 години, 100%, а ако имат ангина пекторис после 5 години. Така да преживувањето е многу лошо. И ако се реши проблемот, преживувањето е неверојатно добро. Поготово ако мускулот е добар. И клjuč во кардиологија е точно тоа. Значи од овие три дела за листоциве многу лесно можеме или да ги замениме или поправиме. Крвливи садови на срцево, ако се стеснат или ќе ги прошириме, или ќе ги отвориме, или хирургов ќе ги бајпасира. Так. Меѓутоа ако ќе мускулот попушти, нажалост лекувањата се многу мали. Затоа клjučово лекување на кардиологија е да се спречи оштетување на мускулот. На срцевиот. Значи клjučот е во тоа. И има многу методи. Медицинава толку напредна да сега практично дијагноза на срце па скоро е 100%, до најситни микро делои се гледат процедури. Кои се причините, докторе, за да дојде до ова заболување? Причините се исти како коронарна болест, ко стеснување крвните садови. Исти. Затоа и кај стари луѓе. И затоа колерираат заедно. Значи, холестерол, воспаление, калциум и стеноза. Значи, класично тоа е, да речем, воспаление на залистокот, не бактериско воспаление на ојток, шеќераши, висок притисок, почви да се депон. Кај еден мал број на луѓе, што се помлади,
поготово под 65 години, кај нив па вродено е Тоа залистоков. сакав да прашам, следно прашање ми беше дали може да има и некакви вродени мани. Ако е над 80 години, е секогаш да речем, тој залисток е обично со 3 лисија, и викаме 3-лисна залисток, трикуспиден е. Имат кај млади луѓе, значи под 60, под 65 години, во преку 85% случаи со два залистоци. И тоа е малку поинаква патологија. Таму е и аортата расширена, и целата таа конфигурација е пореметена, и тие пациенти може со нашава метода и ги решаваме, меѓутоа тука се уште се дава предност на хирургијата. Пример во Словенија ние ги решаваме и тие со тави. Така да имате една кога е пациентов го диагностицираме, многу едноставно се диагностицира со ултразвук. Да. Со ултразвуков диагноза е скоро 100%. Толку прецизно, практично нема потреба веќе од друга. Полушколован ултразвукист ќе одма ќе ја диагностицираат болест. Дека има проблем со аортна стеноз. Од кога ќе се диагностицираат болест, значи гледаме дали имаат симптоми или немаат и се дели таа во 3 групи, дали е благ степен, среден степен или тежок степен. Може и средно тежок во 4 групи. Чим падни тареата под 1 сантим, или имаме еден градиент и тоа се разлика на притисоци, средниот градиент над 50, треба да се поправи. Дури се ги намалија критериуми. Среден градиент под 40, така да побрзо докажаа дека ако ги направиш побрзо, има поголема корист. Значи не се променуваат мускулот на срцето. И е многу едноставно. Откога ќе се направи таа процедура и кога ќе се диагностицираат болест, после многу едноставно се прави, да речем на компјутер, тоа е ЦТ, компјутерска томографија по протокол за тави. Добро. И тука гледаме колкав ќе е за листокот, колкава се коронарните садови, колку се високи, колку се тие, да речам, синуси, колку имаме простор, како е аортата, дали лежи, дали не лежи, и каков е тој цел простор додолу, бидејќи за да влезам јас од оздола ми требит над 5,5 мм да е таа артерија долу на ногата. Тоа ЦТ по протокол за тави е многу користен и за хирургов. Така. Ме разбирате? Значи вие практично го спремате и за тави постапка и не дај Боже ако тргне нешто. Тука и грешката ја прават. Кај нас ќе е постар човек, ќе е стеноза хирургија. На хирургов му требаат овие параметри. Зашто? Така. Затоа што ако е млад пациент, ние треба прогностички да гледаме, многу е важно да знаеме какво е негово преживување. Значи не само од залистоков, од други органи. Па дали има чекер на болест, дали имат хронична бубрежна инсуфициенција, не дај Боже некој малигно заболување, какво е неговото 5-годишно преживување и какво е неговото 10-годишно преживување. Зашто? Затоа што во 10% тој залисток може поново да се стесни кај тие после 10 години, 7 до 10 години. И веќе ние го планираме за втора процедура. Тоа сакав да прашам, дали ако еднаш се направи тави процедура, може повторно да со истата постапка? Ние да речеме се доста пациенти што се класично оперирани, после кога тај залисток ќе се промени, му ставаме нов. Valve in valve се викаат, залисток во залисток. Дури имат тави во тави. Толку е тоа напреднато, имаме апликации ние. Значи апликација тави in тави и valve in valve. Толку е тоа напреднато што ние го планираме, пример, ако е некој многу млад, зборам 60 години, ти треба да направиш прогноза тој да живи нормален живот, ама да очекуваш, поготово кај млади побрзо дегенерираат за листоков. Како ќе е негово преживување во наредните 20-30 години? Не да му ја затвориш вратава за друга процедура. Ме разбирате? Затоа што класичната хирургија, ако поново нареду, е 2 до 4 пати зголемен ризик. Така. Процентите се толку јасни и тимов што го работат тоа, ако добро оценит, вие практично не смеете да му го скратите преживувањето на пациентов. И квалитетов на живот. Квалитетот на живот пред се. Да. Значи, ако се појава тебе една препорака за при крај на интервјуто до македонските пациенти. Ако се појави замор, гушење, треба да се појави, да направи крвна слика најпрво и да се појави кај кардиолог или која е постапката за да се утврди дали имаат некакво кардиолошко заболување? Воглавно кога ќе се појават симптомите, поготово кај луѓе што се активни, дали болка во гради, дали гушење, апсолутно треба да се направи преглед. Значи, општ доктор, општа медицина што има завршено, пенасематичен лекар во Македонија може да го диагностицира со слушалки, со ЕКГ, и да рече дека нешто не е во ред со пациентов, ќе слушни шум, ќе рече пешачев 5 километри, сега не можам, одев до 4-ти спрат, сега на втор спрат се заморам, ме боли, ме гуши.
полушколван кардиолог само сонда да стави, одма ќе ја диагностицираат болест. Така. Во Македонија има 3 добри кардиохирушки центри, имат и други центри што може да направат диагноза. Значи, битно е да се направи добра тимска процена на пациентов. Во Систина сме спремни сите тие процедури да ги завршиме и да ги стручно да ги направиме на високо ниво. Јас верувам дека и колегите во другите центри, не сакам да ги подценувам. Битно е колегата што ќе го води да знае во кој стадиум е болеста и како таа напредви. Значи, таа болест напредви многу полека. Значи, ако е обична блага стеноза или средна, таа во 50% напредвид, во 50% за 3 до 9 години стои така. Така. А ако напредвид многу мало, по 10 мм тој градиент на година. Така да ако имате блага стеноза, се зборам, така малку постручно, тако ќе треба стани да е за операција, ќе помине 5 до 7 години. Така, меѓутоа е добро да се знае, треба да се знае, нема потреба се контроли секој месец, тоа е џабе ето. Ме разбирате, треба се и холестеролот, да е обично под 5 ако е здрав човек, ако е болен под 4, посебно ЛДЛ. ЛДЛ е најмногу врзан со преживување. Кај здрави да е под 3, кај болни под 1,4, да речеме, под 1,8 или 1,4, што понизок то подобро. И ништо посебно, некој посебно. Ако е голема дискрепанца, пример, меѓу клиничкава слика и ултразвуков, тогаш треба додатни испитувања. Затоа што 70% од луѓе што имаат аортна стеноза имаат и коронарна болест. Таа е колерираат затоа што хистопатолошки се исти. Ме разбирате, пример, за митрална стеноза е скроз друга причина. Таа е кај жени, млади, 99% е фебрис, ревматик. Ова е скроз друга патологија. Е многу едноставна и многу прецизна е диагнозата се. Практично не верувам дека може да се сгрешите. Толку е напреднато. Да, може би не во Словенија. Не, и Македонија не имат и апаратура, имат и колеги, како не. Ќе се доедуцираме, ќе направиме. Да, затоа сте тука, нели? Да ги едуцирате нашите млади доктори, да се направи еден експертски тим. Има ли веќе заинтересирани пациенти кои што чекаат на листата за операции и ме интересира само од денот на примање до одењето дома колку време поминува? Пациенти имаат многу. На 1 милион симптоматски се 400. Значи на 2 милиони 800. Со асимптоматски се многу голем број. Во Словенија правиме 3 центри со голема бројка. Јас сум во Марибор, ние правиме преку 200 ова година, Лјубљана преку 300 и уште еден центар околу 200. Кај нас воглавно се кардиохирушки, да речам Македонија воглавно кардиохирушки. Да, ги решава. Ги решават. Нажалост, бројката што е мала што се стават, во фондот не ги покриват тие процедури. Се надевам дека во идина ќе ги покриват, зашто на долг рок се поевтини. Така. На долг рок се поевтини. Ако се направи добра селекција, пациентот најголем број за 1 до 2 дена ќе си од дома. Имат што одстануваат подолго, по-комплексни, меѓутоа нив очекуваме кај нив, ме разбирате. А доколку хируршки се реши, колку остануваат во болница? Значи, за колку се скратува? Обично 5 до 7 дена. Ако е, да речем во наводници, здрав пациентот. Така. Ипак е граден кош се сечит, е по-инвазивна метода. Меѓутоа, ако е потребна, да речеме, ако е потребна процедура на другите залистоци, ако пациентот е млад, ако аортата е раширена, ако треба некои по-комплексни бајпасови, затоа што доста е врзано, ние и со стентови ги решаваме крвните садови и ако е бројката голема што ја правиме, тимот ќе е многу подобар и по комплексните процедури ќе ги решат. И самиве кардиохирузи сами ќе речат да е овај сработајте го вие. Сами идет и ви да го сработаме. Така. Доктор Балевски, ви благодарам многу за гостувањето во Слободен печат. Се надевам дека бевме корисни и го приближивме она што го работите до нашите гледачи. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат. Ова беше Игор Балевски, врвен кардиолог од болницата во Марибор, сега во Аџибадем Систина. Гледајте не на вебсајтот и секако очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.